Група насилници на 27 април насилно влезе во собранието. Истепа пратеници, полицајци, новинари. Дел од истата група насилници на 23 мај слободно излезе од судот. За Македонија! Тие беа заводени од толпата, не сака никој да го оштети, да го повредат, има довлез да го призна кривично дело, што е за поздравување за целата јавност. Испадна фер луѓето си испризнаа вината и затоа беше санкцијата условна. Условната казна која досуди судот јавноста ја прими со неверување и со критики, бидејќи сите можеа да видат организиран упат и насилство врз пратениците и врз законодавниот дом. Но неколкумина потсетија дека не е важно што судијата видел во јавноста, туку што на судијата му дал да види обвинителот. Судијата не знае ништо за настанот, освен од доказите во предметот и од обвинението. Без разлика онен што сите гледавме на телевизија, меѓутоа во судницата судијата од претходните сознанија од медиум или на било кој начин не се повикува и он не знае, значи. Што можел да види судијата од обвинителниот предлог против 9 темина? 360 степени дојде до документот во кој обвинителот Александар Марковски ги опишува настаните и делата што ги сториле обвинетите. Но тој опис, случајно или не, пропушта многу елементи кои се на увид на јавноста. Уште на почетокот, во обвинението се дава опис на настаните на критичниот ден почнувајќи од 18 часот и 40 минути. Но описот се однесува само на периодот до 20 часот и 40 минути. Иако според соопштението на МВР и преносот во живо на медиумите, евакуацијата заврши речиси 2 часа подоцна. Време во кое имаше бројни случувања во собранието. Понатаму во обвинението се вели дека сега веќе осудените прво ги пробиле полициските огради околу собранието. Дел од нив се буткале со припадниците на ЕБР на различни влезови, при што суммина од нив успеале да влезат во објектот и отишле во прес-салата. Таму се думмина од обвинетите. Употребиле тупаници и клоци спрема оштетените службени лица, СТ и љЈ, од Оделот за заштита на определени личности и објекти, со што сакале да ги спречат во вршењето на службено дејствие на обезбедување на поранешниот министер за внатрешни работи. Описот завршува тука, при што се вели дека со овие дејствија обвинетите сториле кривично дело, учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие. Нема ниту збор за дело напад на службено лице или телесни повреди, иако во описот се вели дека обвинетите тепале со тупаници и со клоци. Но најмногу зачудува што не само што не се споменува нападот на пратениците, туку воопшто не се споменува дека во прес-центарот бил присутен некој друг, освен 2 оштетени службени лица и обвинетите. А снимките кои одеа во живо на речиси сите медиуми покажуваат дека целта беа токму одредени пратеници и дека тепаа и се закануваат токму дел од условно осудените. Ваквиот опис на настаните отвара повеќе дилеми. Зошто за јавниот обвинител настанот завршува во 20 часот и 40 минути? Зошто обвинението се сведува само на учество во толпа, кога и во самиот опис обвинетите се посочени дека директно извршуваат и други кривични дела, како насилство? За сите овие дилеми, 360 степени постави прашања до јавното обвинителство. Но одговор не добивме. Наспроти одлуката на обвинителството селективно да ги третира дејствијата на поединци на 27 април, е начелото на легалитет. Односно дека обвинителот е должен да постапи за кривични дела кои се гонат по службена должност секогаш кога се исполнети законските услови, без оглед на неговото верување. ЗКП ги обврзува обвинителите да ги забележат конкретно од снимките или од допрен глас, испит на сведоци, собирање информации од граѓани кои биле на таа ноќ, за да имат целосен увид да имат white picture, целосен увид во настанот, за да подготват обвинителен акт или предлог. Дали во овој случај гледате дека е тоа задоволено или не? За овој случај е делумно задоволено, би рекол јас, бидејќи можеше да се обвинат обвинетите според моје мислење повеќе за други тешки кривични дела.
Божиновски е воздржан во својот коментар бидејќи остава простор, она што сега изгледа како замижување на обвинителството да е дел од нивна стратегија. Односно, дека обвинителството води повеќе расцепкани предмети при што е можно истите лица да бидат гонети во нови обвиненија за други, потешки кривични дела. Кој би бил вашиот коментар во ситуација доколку јавното обвинителство сепак не поднесе обвинителни акти или обвинителни предлози против овие лица за други потешки сторени кривични дела? Таа стратегија прво е нелегитимна, бидејќи овие истите лица, спомнати во обвинителниот предлог, а и мислам дека се познати општо на медиумите и општата јавност, се гледат на снимките до целото време траење на настаните. Така што со сигурност можам да тврдам дека не само што треба, туку и морат да бидат спомнати во други обвинителни акти или предлози зависно од обвинителството што ќе поднесе. Бидејќи истите се гледат кај што вршат и други, не само тие, и други лица вршат други кривични дела, потешки кривични дела, со потешки последици, нормално. Ако обвинителството ги обвини овие лица за други дела, како што очекува Божиновски, праксата е првичната условна казна да влезе во крајната потенцијална затворска. Но дилемата дали против тие лица во моментов се водат и други постапки, повторно не враќа кај јавното обвинителство. А оттаму, за сега, нема одговори.